Јас вака би започнал. Вчера го слушам отец Бобан, може би сте имале прилика, тој е еден од помладите на телевизија да го слушнете во некои други изјави по повод празниците. Мислам дека беше тоа на Сител телевизија, јас го гледав како клип на интернет, меѓутоа мислам беше Сител. Да, и по повод задушница, Дувовден. И го кажа следно, вели христијаните секоја сабота го практикуваат како ден да се молат за мртвите, за нивното спасение. Секоја сабота, да, тоа е практика и јас си поврзав веднаш, мајка ми го нарекуваше саботниот ден мртовечки ден, така го вика старите, да. Нормално тоа поврзано и со Христа, неговиот одмор во гробот, меѓутоа, ете, секоја сабота, вели, го практикуваат како ден, меѓутоа, 3 задушници, кои што, Митровденска, не знам, таа е една што паѓа тамо пред почетокот на Великденските пости и ова сега Дувовденска задушница се посебни денови, саботи, кога поусредно се молиме, значи, со поголема сила и поусредно се молиме сите заедно за спасението на нашите починати и за тоа да им се подобри состојбата во задгробниот живот. Со тие зборови го кажам. Да, ова многу не заслужува внимание, затоа што знаеме дека е, за жал, спиритизам. Знаеме ние многу добро каква е состојбата на мртвите и дека штом човек замине таму, може да се молите колку сакате. Отишло веќе. Мислам, одлуката е донесена. Но оно што заслужува внимание е утрешниот датум, односно празник, Дувовден. И не само тоа што е 50-ница, утре, мислам, според, календарот кој што го практикуваат православните и според нивните сваќања, туку и, не знам дали забележавте, минатата сабота пулката ги обработуваше 23 и 24 глава Матеј, оваа сабота беше 26 глава Матеј, а следната се 27 и 28. И сега не забележав, не знам дали баш сите глави беа уфатени во проучувањето ова тромесечие, но еве испуштена е 25 глава Матеј. Не знам дали намерно, дали не навлегувам во тоа, меѓутоа е уште еден повод. Јас нема толку да се бавам со 10 девици, значи параболата, но сепак, затоа што и овде станува збор, централно место е Светиот Дух, како и по повод, празникот, под наводници, Дувовден, јас би сакал да зборувам денеска за Светиот Дух, односно за најголемиот услов да се прими Духот Свети, односно најголемиот услов да се прими позниот дожд, кој што го очекуваме. Раниот дожд веќе падна. Па би започнал од 25 глава Матеј и не мора да читаме во интерес на времето, да не се задржуваме премногу, знаеме за што станува збор. Имаме 10 девици кои што го чекаат младоженецот и 5 од нив, односно сите ќе задрмат, 5 од нив, која е клучната разлика меѓу овие две групи? Зошто едните не успеале во намерата да влезат на свадбената свеча? Да, во што е неспремноста на лудите? Немале Дух Свети, резерва на масло, во параболата. Сега неколку карактеристики околу девиците. Се нарекуваат девици, вели се Елен Вајд во своите коментари, затоа што исповедаат чиста вера. Како и оние 144.000 девственици. Исповедаат чиста вера. А оние неразумните таа вели, не се лицемери. Ја ценат и ја бранат вистината и застануваат на страна на оние кои што ја
почитуваат вистината и ја бранат вистината. Че пазите, не се лицемери, ја ценат, ја бранат вистината и застануваат на страната на оние кои што ја бранат вистината. Но, разликата е во тоа што не го прифаќаат влијанието на Светиот Дух. А Светиот Дух, знаете, не се наметнува со сила, како што и Господ, не прави ништо во нашиот духовен развој со сила. Тоа оној другиот знае да го направи со сила. Сега ќе отворам во Копнежот на вековите, 521 страна од овој превод. Значи, преводот што Миле го правеше заедно со реформното движење. 521 страна, таму при крајот, слушнете овој цитат. Христос на својата црква и го ветил дарот на Светиот Дух и тоа ветување не им припаѓа само на првите ученици. Тоа ветување се оствари на денот Педесетница. Но не им припаѓа само на првите ученици, туку и на нас. Меѓутоа, како и секое друго ветување, тоа е дадено под одредени услови. Јас кажав, дека ќе зборувам за најголемиот услов, според мене тоа е најголемиот услов за да се прими Духот Свети воопшто и позниот дошли. Меѓутоа, како и секое друго ветување, тоа е дадено под одредени услови. Многумина велат дека веруваат и полагаат право на Господовото ветување. Тие зборуваат за Христа и за Светиот Дух, а сепак немаат никаква полза од тоа. Зошто? Зборуваат за Светиот Дух, зборуваат за потребата за Светиот Дух, па може би се молат, но немаат никаква полза од тоа. Зошто? Тие не ја подчинуваат својата душа на контролата и водството на божествената сила. Овде е тој најголем услов. Тие не ја подчинуваат својата душа на контролата и водството на божествената сила. По природа сме луѓе кои што не сакаме да бидеме водени, контролирани, да се подчинуваме. Вели, ние не можеме да го употребуваме Светиот Дух, туку тој треба да не употребува нас. И затоа треба да му се подчиниме. И да дозволиме да не води. Преку него Бог влијае на неговиот народ да сака и да постапува според неговата волја. Филипјаните 2.13. Меѓутоа, многумина не се подготвени да се покорат на тоа. Тие сакаат да управуваат самите со себе. Еве го проблемот. Поради тоа, тие не го примаат небесниот дар. Кој е проблемот што гледаме овој цитат? Значи, не имањето желба да се подчините на водството на Духот Свети. Односно, од друга страна, желбата да управувате самите со себе. И тука Господ не може ништо. Тој не се наметнува, не работи со сила. Значи, нема Дух Свети, нема позен дожд, доцен дожд, доколку не се подчиниме на неговото влијание. Продолжува понатаму цитатот и вели: Духот се дава само на оние кои понизно го чекаат Бога и кои го очекуваат неговото водство и благодат. На кого се дава Духот? Само на оние кои што понизно го чекаат Бога и кои го очекуваат неговото водство и благодат. Сегавате на Дела 5.32. Ајде да отвориме во Дела 5.32. Ова што Елен Вајд, што туку не го испорача преку Копнежот на вековите, го читаме и во Светото Писмо. 5.32 Дела апостолски, тамо негде од вториот дел на стихот, вели: Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние, на кои што му се покоруваат. Ова е најголемиот услов за да се прими Духот Свети. Покорност, спремноста да се покорите на Божјата воља, на неговото водство, на водството на Духот Свети. Дали сме покорни? Колку сме покорни? Значи, што значи покорност? Значи да се
почините, да се понизите, да се почините на некој друг авторитет. Тоа може би потешко можат да го научат, односно не го искусили оние кои што не биле на војска, каде што обично имате ситуации секојдневни, каде што треба да се подчинувате на повисокиот, значи, од вас на чин. Вие сте обичен војник. Јас дори сум го искусил и спротивното, како мене не ми се подчинуваат, пошто бев десета. И така да, тоа е човечката природа. Како тоа сега јас да се подчинувам пред некој друг? Не е секојаш во ред и добро да се подчинувате на авторитет човечки, не зборувам за тоа, меѓутоа сепак кажувам како тоа се учиме да се подчинуваме. Низ искуства, низ животот. Дали сме спремни да се покориме, дали сме спремни друг да не води, дали сме спремни да учиме. Еве, спомнавме Марија, прекрасен пример во пуката. Тоа е таа истата Марија, која што за разлика од Марта, што правила? Била укорена. Марта дошла кај Исуса, Исус се наоѓа во нивниот дом и Марта му вели на Исус, види сега што прави, треба, кажи да дојде да ми помогне во кујната околу спремањето. Меѓутоа Исус рекол, слично како во случајов во пауката, значи не и додевај, со други зборови таа го прави најдоброто нешто. Што правила Марија? Да, го избра по-доброто. Клечела пред неговите нозе, пред Христовите нозе и била спремна да учи, да слуша. Впрочем, не само таа, се разбере и Марта и Лазар. Исус, биле спремни да учат и да слушаат од Исуса. Исус и затоа најчесто свратувал во нивниот дом. Ако читате Елен Вајт, тоа го кажува Копнеж на вековите. Затоа што биле спремни да учат, да слушаат, да прифаќаат. Исус често пати се изморувал во текот на денот, држајќи говори, проповедајќи, правејќи чуда, се изморувал токму од луѓето кои што не се починувале, не го прифаќале тоа што го слушале и одел потоа да ги полни батериите, да се моли, да бара сила од Отецот. Но кај Марта и Марија, во домот на Марта и Марија и Лазара, најчесто одел, затоа што таму бил приман секогаш и се слушало словото што го упатувал. Значи, заклучуваме дека Марија била спремна да се покори, да биде водена, да учи. Па и во примерот што го спомнавме, кога го излеала маслото. Она скапоцено миро, за кое што дала огромни пари. Ја излеала љубовта кон Спасителот, кој што направил многу добрина за неа. И таа љубов нејзина била потикната токму од таа агапе љубов, божествена љубов што Исус ја покажувал спрема неа. И простил, 7 пати демони истерувал од неа и на крајот едноставно не штедела пари за да му возврати на некој начин на Исус. И, како што вели таму во исто Копнеж на вековите, се до крајот на времето тој скршен алабастерски сад ќе ја раскажува вистината за неизмерната Божја љубов за паднатиот човечки род. Замислете си каква проповед одржала Марија, без да каже збор во случајот. Само со доброто дело, како што видовме во пуката, што го направила над Исус, го помазала. Видете, исполнета со љубов и исполнета и со Дух Свети, спремна да учи, спремна да биде водена, да се подчини на божествениот авторитет на Исуса Христа. Тоа е она што на сите нам ни треба. И кога ќе прочитаме Римјаните 5.5, што беше стих кој што често пати го читавме за време на онаа серија, моја серија Агапе, Римјаните 5.5 вели, повторно таму од средината на стихот, зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух. Таа љубов се излеала и во срцето на Марија, па затоа го гледаме онаа добро дело, а всушност, излевајки се таа љубов во неа, всушност се излеал Духот Свети, затоа и била спремна и да слуша, да учи. Тоа што секој од нас треба да биде спремен.
И при секој отварање на Библијата. Како ја проучувам Библијата? Пазите, ако не сте покорни, ако не сте спремни да се понизите, да бидете водени од Духот Свети, од кој што биле инспирирани сите писатели на Библијата, па и Духот на пророштвото, односно сестра Елен Вајт, тогаш ќе забегате, ќе креирате некоја своја теорија и ќе верувате во се и се што и нема да ја прифатите вистината, затоа што не сте покорни да бидете водени. Туку сакате да се водите самите себе, како што читавме претходно во. Од тука произлегуваат сите погрешни доктрини кои што денеска ги има еден куп во адвентизмот и воопшто во светот. Така да таа покорност, таа понизност е основна за да се прими Духот Свети, за да ја обави целата онаа работа, значи на чистење, на обраќање и нормално и на онаа сила конечна која што ќе се излее за да се заврши делото преку позниот дожд. Еве ја видовме Марија. Да го видиме Исуса како најголем пример. Што вели тој за самиот себе во Јован, Евангелие по Јован 5:19. Таму лани, полани го проучувавме ова Евангелие. И да се подсетиме на некои од стиховите. Јован 5:19. А Исус во одговор им рече: вистина, вистина ви велам, синот не може ништо да прави сам од себе. Пазите колко Исус бил зависен од својот Отец. Ништо не правил сам од себе. Ако не види што прави таткото, зашто она што го прави таткото, истото го прави и синот. Еве ја таа покорност. Ја гледаме на дело во неговиот живот, или 30 стих од истата глава. Јас ништо не може да правам сам од себе. Во истата ова глава неколку пати Исус вели, јас ништо не правам сам од себе. Јас ништо не можам да правам сам од себе, како што слушам, така судам. И мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на оној кој ме прати. А малку погоре, нели, стои запишано дека таткото му го даде судот на Христа. А овде вели дека тој не суди сам од себе, туку како што слуша. Како што слушам, така судам. Како што слушам од Отецот, така судам. Погледнете оваа покорност. Спремност да биде воден, па и во Гециманија. Спомнавме доста многу работи за Гециманија, еве, да кажем и јас она што сакам да го кажам, но ете, може би немаше време. Исус ке каже, че пазете, за сметка на тоа, дека свесен дека ќе се одвои од Отецот, тоа е одвојување, како што спомнавте, сепак, му било тешко, рекол, Отче, ако може да ме одмине оваа чаша, но сепак, што ќе каже? Нека биде Твоја волја. Заради нас, повредни сме му ние. И повторно онаа покорност на Отецот, значи на оној план како бил осмислен, му било претешко. Сам поминал низ тоа, да, како што истакна братјани. Но само заради нас и наше спасение ќе каже, но не моја, Твоја волја. Еве таа покорност. Да ги послушаме и овие старозаветни месијански стихови во Исаија 50 глава. Прекрасни стихови, кои што ако било што заборавиме од денешната тема, ова треба да го запомнеме. Кажуваат се, што може би јас еве ке испуштам да го кажем, или може би не доволно добро или јасно ќе го кажем. Исаија 50 глава 4 и 5 стих. Господ, Господ ми даде вешт јазик. Ово се однесува на Исуса, на Месијата. Господ, Господ ми даде вешт јазик, за да знам да ги закрепнувам уморните со зборови. Кој му го даде? Му даде таа способност, тој јазик. Господ, знаеме како мал, како проучувал, ја читал Библијата, учил од своите родители. Секоје утро тој ми го буди увото, за да го чуем како учениците. Секоје утро тој ми го буди увото, за да го чуем како учениците.
Спремни ли сме секој утро кога се будиме да го чуеме Божиот глас? Да се покориме, да се понизиме, да речеме Господи, Ти водиме денеска. Нека биде се по Твоја волја. Ние тоа знаеме да го кажеме во молитва, нели, ама дали вистински го правиме, дали вистински му се покоруваме. Секој утро тој ми го буди увото за да го чуем како учениците и 5 стих. Господ Бог ми ги отвори ушите, не се противев, ниту се повлекував. Проблемот кај нас е токму ова. Ние често пати се противиме на тој глас. Не се покоруваме и затоа и немаме успех на духовно поле, на наш личен план, како црква, и не можеме да очекуваме како такви, ако не се научиме на покорност, дека ќе се излее позниот дожд. Знаете, во еден свој цитат Елен Вајд вели дека ќе паѓа дождот околу нас и ние нема ни да осетиме воопшто. Паднал или не паднал, или може би уште ќе очекаме како евреите денеска се уште го чекаат Месија. Да. Затоа што не сме спремни да слушаме, да се покориме и најчесто се противиме. Меѓутоа, ево, гледаме примерот на Исуса. Ево, пак ќе ги прочитам двата стиха. Господ ми даде вешт јазик за да знам да ги закрепнувам уморните со зборови. Значи, и нам може Господ да ни даде вешт јазик. И ние можеме лесно да дојдеме до срцата на душите, ама ако претходно бидеме спремни да слушаме. Не можеме ние сами во своја сила или водени самите од себе да имаме било каков успех. Господ ми даде вешт јазик за да знам да ги закрепнувам уморните со зборови. Секој утро тој ми го буди увото за да го чујам како учениците. Господ Бог ми ги отвори ушите, не се противив, ниту се повлекував. Така и Марија, како учениците. Како секој ученик кој што коленичел покрај нозете на својот учител, учела, била спремна да учи. Спремни ли сме ние да учиме? Тоа секој од нас може да се одговори сам на себе. Сега да видиме уште на крајот, уште неколку стихови имаме, да ја видиме поврзаноста на примањето на Духот Свети и љубовта, она агапе. Се уште мислите ме водат во тој правец, преку еден убав пример, кој што можеме да го искористиме и за тоа како да си го сочуваме бракот, ако ние во криза. Сеќавате ли нови стихови во што всушност зборува, за што всушност зборува Павле и што запишал во послание до Ефесијаните 5 глава. Ќе читаме само 24 и 25, тоа е малку поширок контекст, но 24 и 25 долу. И ќе забележиме дека овде повторно се зборува оној клучен момент, покорност. И како што црквата му се покорува на Христа, така да им бидат и жените покорни во се на своите мажи. Црквата треба да му се покорува на Христа. А Христос е главата на црква, нели? Па ако не и се покорувате на главата, тоа беше. Имате проблем. Главата е таа која што води и треба да води, нели? Таа е таа што мисли. Се е поврзано со главата. И како што црквата, значи, му се покорува на Христа, така да им бидат и жените покорни во се на своите мажи. И сега ние мажите кажеме, слушате ли вие жени, што кажува овде Павле? Ама, вториот стих. Од што зависи покорноста на жената кон мажот? И на црквата кон Христа? Мажи, любите ги своите жени како што Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа. Еве таа љубов агапе, пожртвувана, дури и животот да го даде. Мажи, любите ги своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа. Затоа црквата му е покорна на Христа. Треба да му биде покорна, затоа што Христос даде се жртвуваше, таа негова љубов е таа. И сега не може да очекуваме да жените да бидат покорни, сега тоа покорност и поднаводници, кој знае како секој од нас го сваќа. Меѓутоа, ако ние сме спремни да ја љубиме својата жена, да ги љубиме своите жени, како што Христос ја возлюби црквата, тоа беше и жената. Ова не треба да биде, значи,
Ова не треба да биде повод сега жените да не ги слушаат мажите, значи да разбереме погрешно, сите ние пред се треба да не биде Господ на прво место, него да го слушаме. Меѓутоа, еве ја споредбата, многу фина. И гледате ли, поврзаноста на покорноста и љубовта. А пазете, ние сме добиле се од Господа. Еве, 21 дел, 21 сабота зборувавме за таа агапе љубов. Каква е таа агапе љубов? Што се Господ направил за нас? Па што не е тешко на нас да му покорим, да му се покориме и да му дадеме се? На Марија воопшто не е било тешко. Се што заштедила да го истори под наводници, да го растори според учениците. Но тоа било израз на таа љубов. Затоа што добила се. Прочувавме Јован 3,16, преку Христа Господ ни го даде целото небо. Се ни даде преку Христа, преку таа жртва. Покорноста и љубовта. Интересна врска. И спомнав, ако сакаме да бидеме успешни и на духовно поле, биеме битка секој ден со своето собствено јас, како најголема борба што имаме, со гревот, со склоностите наши. Јаков 4,7, ајде ќе завршиме со овој стих. Повторно се спомнува и овде покорност, покорете. И така покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Сакате ли да побегне ѓаволот? Сакате да бидете победници над секој искушение? Покорете му се на Бога. Тоа е прво. Покорете му се на Светиот Дух. Нека тој ве води и тогаш секоја битка ќе биде извојувана. Ова е моја желба, моја молитва и Господова желба и Господова молитва за сите нас. Нека Господ не благослови. Амин.